Митрополитот Брагалнички господин Иларион во името на Македонската православна црква со остра критика до сите верници кои го почитуваат празникот на вештерките и за оние кои веруваат во пророчицата Баба Вања, која на националните телевизии се емитува како документарен филм. Актуелно е веќе да се напаѓа црквата и незиното свето учење со разни сатански действија. Едно од тие беше наскоро празникот на вештерките, донесено во училиштата помеѓу младите, и тој празник на вештерките знаеме дека е празник на лукавиот, на ѓаволот и на сатаната. Многу деца беа приморани да присуствуваат на тој настан, а знаеме дека вештерките се дело на ѓаволот и потоа децата се исполнуваат со немир и наместо деца Божи постануваат деца на лукавиот и оттаму после тоа родителите барат и велат дека децата се плашат во сон, скокат, стануваат агресивни, немирни, нетрпеливи, така натаму. Но исто така сакам да ги замолам родителите да внимават и да го изобличат ваквото нешто за во иднина таквите нешта, таквите зла кои што доаѓаат од светот, да ги отфрлат, бидејќи ние имаме високо морални вредности, имаме вистинска вера православна и нека ги поучуваат децата во вистината, нека ги пуштат на разни спортови, каде што ќе спортуваат, каде што ќе постануваат мирни, тивки, кротки и благословени од Мајката Црква. Исто така би сакал да спомнам, актуелно е на телевизиите, и на двете телевизии, и на Сител, и на Канал 5, многу често се зборува за Баба Вања. Знаеме за неја дека таа е служителка цел живот на ѓаволот. Таа му служеше на ѓаволот, зборуваше, прорекуваше преку силата и моќта на ѓаволот. Денеска кај нас е актуелна, ја форсираат, спомнуваат улици, чешми, што не е то дозволиво од црквата, таа е сатана, таа е изобличена и отфрлена од Светата црква, одлачена, а дека е таа служителка на ѓаволот потврдува и тоа што во една прилика кога митрополитот Натанаил Неврокопски појде кај неја и однесе една честица од честниот крст на кој што беше распнат Господ Исус Христос, таа извика гласно и рече: нека излезе тој што влезе, бидејќи не можам да зборувам од него, бидејќи владиката дојде со честица, дојде со благодата архиерејска. Потоа, кога тој се доближи до неја, таа почна да вика, да урла, да фрла и да крши. Сето ова покажа и докажа дека таа му служи на ѓаволот, а не на Бога и на светителите, и би молел таквите нешта да ги отфрлат луѓето, таквите ѓаволски действија да ги отфрлат од секојдневниот живот. Ја имаме Мајката Божја, светителите, ангелите и сите кои што не покриваат, не заштитуваат и не чуваат. Тој меѓу другото и со апел до верниците христијани да не ја омаловажуваат црквата, туку да веруваат на Мајката Божја. Би сакал и би го молил народот да не се соединува со злото преку таквите личности, бидејќи Господ рече: зло барат и зло наоѓаат, и затоа и зло ни се случува нам. Ја имаме Мајката Божја, еве сега е Божикниот пост, во кој што треба сите ние духовно и телесно да се прочистиме, да го прославиме Бога, исто така да се подготвиме, да го пречекаме Богомладенецот Христос Бог, да влезе во нашите души, нашите срца да му постанат и пештера и јасли, да можеме да се исполниме со таа Божикна радосна евангелска светлина Божја, да можеме светло, мудро и мирно да го славиме Бога, исполнети со мир и спокој, да можеме да бидеме сочувани од секакви болести, неволи, мајки, искушенија. Честит и благословен празникот, честит постот и пак апел до сите да внимават и да се пазат од секакво зло за многу години.